А ние да преминеме сега на темата која што е продолжеток. Видовме дека големата борба започнала околу Божиот карактер. Откако Луцифер почнал погрешно да го представува Бога, откако се јавила она завист во неговото срце и ја посакал положбата, позицијата на Божиот син. И почнал да ги шири тие негови идеи насекаде кај што можел, најнапред на небото, а подоцна и на земјата. Борбата продолжила и продолжува во истиот тој контекст. Значи, буквално не само почетокот на големата борба, туку и целата голема борба, централна тема на таа голема борба е Божиот карактер. И како последица на тоа криво представување на Божиот карактер, видовме дека секојаш е бунт. Бунт се случил на небото, бунт се случил долу и на земјата после падот во грев на нашите прародители. Денеска зборувавме баш за бунт, за немир. Тоа е последица на кривото разбирање и представување на Бога, на Божиот карактер. И сега имаме бунт. Цело време на земјата се случува бунт против Бога и неговото владење. И можеме да кажеме дека на земјата има една голема шарена револуција. Значи, тоа не беше новитет. Туку цело време се случува шарена во смисла во различни бои. Колку гревови имате, колку обиди или системи за прикривање на гревовите, толку различни типови на бунт, на револт против Бога, против неговото владење. Се со цел да се живее некој слободен живот под наводници, некаков нов поредок, сите сакаат нешто поинаку, како што ѓаволот го нудел на небото. И како што бунтот против Бога е последица на тоа криво прикажување на Божи карактер, така неговото вистинско прикажување, че прикажувањето во вистинско светло на Бога и Божиот карактер предизвикува загушување на тој бунт. Токму тоа е и наша цел. Сите ние кои што барем до некаде го познаваме Бога и Божиот карактер, треба да делуваме во спротивен правец. Значи, вистината за Бога донесува мир, хармонија, праведност наместо беззаконие и бунт. И природно е на секое Божие дете, значи, да сака борбата е таа борба меѓу доброто и злото една за секојаш да се заврши, да се окончи, да се стави крај. Исто така желбам на еден христијанин да ги запозна и другите со тоа кој е Бог и каков е Бог и на тој начин да помогне во ширењето на вистината и за тие другите да можат вистински да го сватат Бога и да го прифатат таков како што е. Сушност тоа значи и спасение. Тоа е носењето на вистината и спасението до другите. Доека од друга страна ѓаволот со своите приврзаници го сакава на спротивното. И тоа е таа борба во која што неминовно сме вклучени сите ние, че не сме само посматрачи. И една од најголемите личности во историјата која што била вклучена во ширењето на вистината за Бога и Божиот карактер, секако тоа е Исус. Тоа била негова работа, доека бил на земјата, меѓу другото. И видите, Исус дошол на земјата во време кога, Елен Вајд опишува во Копнежот на вековите 22 страна, кога земјата ја обвил мрак, зашто Бог е погрешно сватен. Че мракот, тој духовен мрак, таа духовна темнина која што и денес ја имаме, може би уште во поголем обем, е токму заради погрешното сваќање на Бога. И вели, за да се растеретат мрачните сенки, да се растоварат мрачните сенки, за светот да може да се врати кај Бога, измамничката сатанска сила мора да биде скршена. Тоа не може да се постигне со сила. И денеска видовме нешто се читаше, не знам кој материјал беше, дека Бог не делува со сила. Мислам дека и во утринските имаше тако нешто. Насилството е спротивно од начелата на Божието владење. Тој сака само служба од љубов, а љубовта не може да се изнуди. Таа не може да се задобие со сила или со власт. Пробајте, па да видите дали
некој ќе ве сака со принуда. Само љубовта може да разбуди љубов, да го познаваме Бога, значи да го љубиме. Неговиот карактер мора да се истакне како спротивност на карактерот на сатаната. Ова дело може да го оствари само едно суштество во целата Вселена. Божјата љубов може да ја објави само оној што ја познава нејзината висина и длабина. Над мрачната ноќ на светот мора да изгрее сонцето на правдата со здравје во неговите зраци. Малахија 4:2. Токму затоа и дошол Исус. Да го обелодени Христовиот карактер наспроти, Божиот карактер, се извинувам, наспроти карактерот, идеите на Луцифер, кој што тој ги ширал. Друг цитат од Совети за учители, страна 28. Божиот син дојде на оваа земја да им го открие карактерот на Отецот на луѓето, за тие да можат да научат да му служат во дух и вистина. Кога Исус и вели на Самарјанката дека треба да вистинскиот следбеник Божи е тој кој што служи во дух и вистина, значи тоа значи дека мора да го запознаете Бога и неговиот карактер, ако сакате да му служите во вистина и дух. 1 Јованово 3:8 стихот вели: затоа се јави Божиот син за да ги разурне делата на ѓаволот. Тоа е вториот дел од стихот. Зошто се јави Божиот син? Зошто дојде? За да ги разурне делата на ѓаволот. Обелоденувајќи го, прикажувајќи го Божиот карактер, всушност Исус што прави? Ги руши делата на ѓаволот. И токму од овие цитати што ги прочитавме и овој стих се гледа дека Исус дошол да го прикаже вистинскиот Божи карактер и со тоа воедно да ги уништи делата на ѓаволот. Тоа е едно те исто всушност. Откривајќи вистината за Бога, тој ги обезличува лагите на сатаната во врска со неговото криво прикажување на Бога и Божиот карактер. И на тој начин ги руши неговите дела. И оваа задача на Христа не му била воопшто лесна. Може би некако недоволно ја сваќаме сериозноста на тоа колку длабоко навлегле тие длаги и идеи на сатаната. И затоа неа ни сваќаме сериозноста и големината на целата оваа борба при задачата што имал Исус. Не е само до силата на завојуваните страни. Ако ја земете силата, тогаш ѓаволот може да биде победен вака. Ѓаволот не е ништо за Бога и неговата сила. Јасно ни е на сите, значи дека Бог е многу помокен и може да го збрише за секунда, ако сака. Некој пак мисля дека Бог можел да излези пред сите, пред цела Вселена да каже што е што. Значи преку една декларација, една негова изјава. Меѓутоа минатиот пат читавме. Дали тоа се случило? Кога почнале тие идеи да му се раѓаат во главата на Луцифер, Бог истапил пред целата Вселена, пред сите жители, пред илијадници и ангели и кажал зошто Луцифер не може да е на рамништето на неговиот син. И тоа што од тоа? Што имало ефект? Имало можеби некој ефект, меѓутоа сепак ѓаволот успеал да заведе 1/3 на ангелите. Значи, бунтот и како се расширил. Значи, не е доволно тоа. Едноставно, значи, било потребно да се остави време во кое ѓаволот ќе си го покаже своето вистинско лице. А од друга страна, ќе се покаже Бог кој е. Значи, ќе се покаже ѓаволот во лик на лажец и убиец, како што вели Светото писмо од почетокот. И затоа големата борба трае толку долго. Треба време. Од ова може да се заклучи дека големата борба не може да се заврши додека сите во Вселената, и ангели, и луѓе, и сите останати, не видат јасна разлика меѓу Христа, меѓу Бога и сатаната. И да ги видат нивните идеи всушност. На сите да им стане јасно, мора да им стане јасно, тоа е Божјата стратегија. Ниту еден на крајот да не рече, нешто тука не штима, нешто не можам да сватам. Не. Бог сака да им стане јасно на сите. И сега да разгледаме еден аспект од големата борба на почетокот, кој е многу малку можеби разбран, малку го нафрлив минатиот пат, така како вовет, мислам, за да ве внесам во темата што сега планирав да ја презентирам, и воопшто не се ни размислува околу овој аспект, а е битен
да го разбереме за да сватиме до кој степен навлекол бунтот. И каков ефект имал тој бунт на целата Вселена. Откровение 12.4, познат стих, ни вели вака: и неговата опашка на змеот, Откровение 12.4, повлече третина од небесните звезди и ги фрли на земјата. Знаеме зашто станува збор, токму ова е стихот кој што кажува дека ѓаволот успел да повлече по себе 1/3 од ангелите. Колкава е тоа бројка, не можеме да знаеме, огромна. Трето сведоштво, 115 страна. Цитатот вели: Сатаната во својот бунт повлекол со себе 1/3 од ангелите. Тие се одвратиле од таткото и од неговиот син и се припоиле кон зачетникот на бунтот. Пето сведоштво, 291 страна. Кога Сатаната станал незадоволен на небото, својата желба не ја изнел пред Бога и Христос. Значи не отишел пред кај нив. Туку отишел кај ангелите кои го сметале за совршен и зборувал дека Бог му нанел неправда и го запоставил со тоа што првенството го дал на Христа. Последица на оваа лага бил фактот што 1/3 од ангелите заради нивните симпатии кон него ја изгубиле својата невиност, својата висока положба и својот среќен дом. Два-три цитати, односно стихи, два цитати кои што ги видовме, во кои што се наведува фактот кој што на сите ни е јасен, дека 1/3 од ангелите биле заведени. Но не се кажува во овие цитати целосниот ефект што Луцифер го имал со неговите лаги врз останатите светови, останатите ангели. Сите биле афектирани на некој начин. Сега ќе видиме. Христови параболи, 72 страна. Сатаната е измамник. Кога тој изгрешил на небото, дури ни преданите ангели не го препознале потполно неговиот карактер. Не може ли? Тој заземал висока позиција, бил многу почитуван. Значи, мора први да го разбереме тој однос, таа близина што имал Луцифер со ангелите, за да разбереме какво можело да биде неговото влијание. Знаете, за да имате влијание на некого, на такава маса, на такав број на ангели, мора да имате близок однос, добро да ве познаваат и да имаат почит кон вас. Големата борба, 497 страна. Луцифер како помазан херовим бил мощне возвишен, небесните суштества многу го сакале и тој имал големо влијание врз нив. Затоа и тој можел да почне некаков таков бунт, а не било кој ангел. Преврат секоја се случува јави во држава, на државно ниво од некои такви позиции. Исто големата борба, истата страна, со голема вештина им го објаснил својот став и употребил лукавство и лага за да ја постигне својата цел. Неговата измамничка сила била мощна и јака, а наметнувајќи се со плашт на лага, имал поголем успех. Значи, самото негово влијание, меѓутоа сето тоа премачкано со лага, неверојатно голем успех. Ден-денеска има успех. Дури ни верните ангели не можеле наполно да проникне во неговиот карактер и да видат каде ги води неговото дело. Видите, ангелите имале проблем да проникнат во тоа. А кои сме пак ние денес? Колку нам ни е потребна Божие водство и сила за да не отстапиме, за да не бидеме заведени од неговата моќна сила на заведување, на манипулација. И сега доаѓа моментот на крстот, кој што нели го опфативме, тоа беше еден друг момент за време на светата причест, каде што на ангелите им станало јасно. Се открил карактерот на Луцифер. Вели за копнежот на вековите 758-759 страна. За ангелите и за безгрешните светови извикот се сврши. Кога Исус извикал од крстот, се сврши. За ангелите и за безгрешните светови, кои сето тоа го наблюдувале, имало длабоко значење. И за нив и за нас е извршено тоа големо дело на откупување. Тие со нас ги делат плодовите на Христовата победа. И се вели, се до Христовата смрт,
на ангелите и на безгрешните светови, не им е јасно откриен карактерот на сатаната. 4000 години. 4000 години ангелите не можеле да сватат кој е кој во големата борба. Постоел сомнеш. Праотпадникот во толкова мера се наметнал со измамно, што дури ни светите суштества не ги сватили неговите начала. Неа согледале јасно природата на неговиот бунт. Во овој дел од цитатот да ги стакнем овие два дела. Значи, се до Христовата смрт, ни на ангелите, ни на безгрешни светови не им било јасно откриен карактерот на сатаната. Тие неа согледале јасно природата на неговиот бунт. Продолжува цитатот и вели: против Бога се побунило суштество со исклучителна моќ и слава. Господ кажал за Луцифера: ти беше печат на совршенството, полн со мудрост и чудесно убав. Луцифер бил херовим засолнувач, стоел во светлината на Божието присуство, бил највозвишен од сите создадени суштества и најистакнат во откривањето на Божите намери пред Вселената. Откако сгрешил, неговата сила да измами станала уште поголема. А разоткривањето на карактерот значително потешко поради возвишената положба што е заземал пред Отецот. И самата негова положба, мудроста, односно таа мудрост станала потоа, знаеме што, итрина на заведување, прави да разоткривањето на карактерот негов било значително потешко. И знаеме, рековме, Бог можел да го уништи сатаната и неговите истомисленици многу лесно, и цитатот вели: толку лесно како што човек кога фрла каменче на земја. Готово. Крај. Ете која е моќта на Бога наспроти моќта на Луцифер. Но не го сторил тоа. Бунтот не требало да се совлада со сила, принуда постои само под сатанска власт. Господовите начела не му припаѓаат на таков поредок. Принуда постои, вели, само под сатанска власт. Ако се уште не сме принудени да примиме нешто што не сакаме, и вакцина нека е, то само му должиме благодарност на Бога, на неговата милост. Меѓутоа, принуди, вакви или такви, ќе дојдат кога тогаш. Знаеме какви времења не очекуваат. Затоа што како му доаѓа крајот, уште повеќе ќе збеснува и ќе прави се што е во негова моќ да уништи, што е можно повеќе. Ама на тој начин се повеќе ќе си го разоткрива својот вистински карактер. Наспроти Божиот народ, кој што нешто треба друго да прикаже. Вели, господовите начала, значи, не му припаѓаат на таков поредок. Неговата власт, Божјата власт, почива врз доброта, милост и љубов, а нивната примена е средство со кое тој се служи. Божјето владење е морално, а вистината и љубовта треба да бидат сила што превладува. Продолжува уште цитатот и вели: Божја намера била се да постави врз вечниот темел на сигурноста, па на небесните совети е решено на сатаната да му се даде време да ги развие начелата што представуваат основа на неговиот систем на владење. Ова е исто битно да подцртаме. Значи, на небесните совети Бог решил и сите таму кои што биле да му се остави доволно време на ѓаволот да ги развие своите начела и да се види кој е тој во суштина. Тврдел дека неговите начела се повозвишени од Божите начела. За да може Вселената да ги согледа, на сатанските начала им е дадено време за действување. Сатаната ги навел луѓето на грев, па планот на спасението станал делотворен. 4000 години Христос се трудил да го издигне човекот, а сатаната да го понижи и да го упропасти. Сето тоа го следела целата Вселена. Сите ние сме на гледање на целата Вселена. И гледаме ли каков ефект имале лагите на Луцифер и ширењето на тие негови идеи. Врз сите ангели, буквално. Дури до крстот не им станало јасно. И видите што вели сега пак повторно во Копнежот, 761 страна Елен Вајд. Кога би се нашол каков и да е грев кај Христа, кога во што и да
би му подлегнал на сатаната со желба да го избегне страшното мачење, Божиот и човеков непријател би славил победа. Христос ја приклонил главата и умрел, но цврсто се држал за својата вера и за својата послушност кон Бога. Чув силен глас на небото како зборува: сега настапи спасението, силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, зашто е отфрлен клеветникот на нашите браќа, кој ги клеветеше дење и ноќе пред нашиот Бог. Откровение 12:10. Внимавајте во кој контекст е спомнат тој стих. Кога Исус умрел на крстот. И е цитиран стихот дека клеветникот, тогаш е отфрлен клеветникот на нашите браќа, кој ги клеветеше дење и ноќе пред нашиот Бог. И вели натаму, сатаната увидел дека неговата лага е разобличена пред безгрешните ангели и пред Вселената е откриено неговото владење. Се е открил себе си како убиец, пролевајќи ја крвта на Божиот Син, загубил секаква наклонност кај небесните суштества. До тогаш имал некоја наклонност. Можел да влие и понатаму, но тогаш не. Ништо повеќе. Од сега неговото действување е ограничено. Без оглед на држањето што би го покажал, тој не можел повеќе да ги дочекува ангелите, внимајте се. 4000 години до крстот, иако лоциран на земјата овде, тој сепак можел да ги дочекува ангелите, доека доаѓаат од небесните дворови, значи збориме за непаднатите ангели, и пред нив да ги обвинува Христовите браќа како оние што се облечени во извалкани и осквернати со грев облеки. Значи, да си го тера својот бизнис, што ви рекол. Така се прекинале, значи со тоа, со крстот, со обелоденувањето на неговите идеи и карактер, се прекинала последната алка на наклоност меѓу сатаната и небесниот свет. 4000 години биле потребни, значи да се обелодени пред целата Вселена која е ѓаволот. Значи, гледаме колку длабоко тоа навлегло и затоа и требало време. Ангелите не чувствувале само симпатија и жал кон Луцифер. Туку, видите, дори размислувале кон неговите идеи. Само што нели решиле сепак да не ги прифатат, па да останат на Божја страна. Големата борба 497. Се до тогаш, значи доека не се појавил гревот преку Луцифер, гревот немал место во Божјата Вселена и светите суштества не знаеле ништо за неговата природа и за неговите стравоти. Како можете да знаете нешто што никогаш не постоело? Тие не би можеле да ги сватат страшните последици што би настапиле со отстранувањето на Божиот закон. А тоа нели било идејата на Луцифер. Така да го детронизира Бога, затоа што темелот, тронот негов се заснувал на Божиот закон, тоа е неговиот карактер. Но и покрај тоа, значи ангелите сепак му останале верни на Бога и на неговиот закон. Тие 2/3 бар. Значи до крстот не било можно ангелите со такви симпатии се уште што ги имале кон Луцифер да целосно му бидат верни на Бога, можеме да кажеме. На крстот исчезнал секој сомнеш кај нив. Меѓутоа, ангелите ја согледале вистинската слика за Луцифер. Знаете, ангелите, барем досега не сум слушнал дека некој ангел умрел. Но ние, кои што сме смртни и ограничени со неколку години од целата вечност, не можеме, не сме можеле, не сме биле ни на крстот, нити сме ги виделе сите тие сцени како што ангелите и другите светови ги гледаат, и нам се уште не е јасно, на човештвото не му е јасно, се уште Божиот карактер не е доволно осветлен во нашите глави. И тоа е една од причините зашто големата борба продолжила, уште 2000 години после крстот. Заради човекот. Како што истакнав претходно, Бог сака на секого буквално да му биде јасно, кристално јасно, кој е злото, кој е ѓаволот и кој е Бог од друга страна. Затоа што на тој нов свет, на таа нова земја и тој нов свет кој што ќе биде очистен без грев, ќе мора Бог да се осигура дека никогаш повеќе нема да се појави зло. Копнежот 761. Па сепак сатаната тогаш не е уништен,
тогаш на крстот. Ниту тогаш ангелите не сватиле што се е фатено со оваа голема борба. Начелата што биле во прашање, требало многу појасно да се откријат. Че видите, од ангелите биле тргнати сите сомнежи, меѓутоа се уште не сваќаат што се е фатено во големата борба. Начелата што биле во прашање, требало многу појасно да се откријат. Значи уште појасно. Заради човекот, постоењето на сатаната морало да се продолжи. Човекот, како и ангелите, мора да ја уочат разликата меѓу кнезот на светлината и кнезот на темнината. Тој, човекот и секој, мора да избере кому ќе му служи. Кристално јасно, кристална слика за едниот и за другиот, па одлучи потоа кому ќе му служиш. А не е да имаш изговор утре да речеш, па ја не знаев, од кај да знам сега, каков бил, ја имав симпатии кон него, па беше добар, па ваков, па таков, па знаеше да глуми, да, како што знае ѓаволот. Значи, Бог направил еден многу голем чекор кон конечната победа со крстот, на крстот. Но останува уште еден битен дел во кој што сакале или некеле ние сме вклучени. И тоа имаме една голема свечена одговорност. Но и може да се каже привилегија. Еве во неколку стиха Откровение 12 глава како ни го објаснува тој развој на борбата. Откровение 12 од 7 до 10 познатите стихови. Веќе четвртиот го прочитавме нели од таа глава. Вели вака: и настана војна на небото. Михајло со своите ангели завојува против змевот. И змевот и неговите ангели завојуваа. Но не устоја и не им се најде веќе место на небото. И сега внимавајте, 9 и 10 стих има еден израз кој што е сличен, ама не е ист. 9 стих вели, значи откако не устоја, не им се најде место веќе на небото на Луцифер и неговите ангели, приврзаници, беше исфрлен големиот змев, старата змија наречен ѓавол и сатана, која го заведе од целиот свет. Беше исфрлен на земјата и неговите ангели беа исфрлени со него. Затоа што тука најде прибежиште, знаеме како, на кој начин, Луцифер. И сега 10 стих. И чув силен глас, ако се сеќавате, тој стих беше претходно цитиран во контекст на оној цитат од Елен Вајт, кога Исус умрел на крстот. И чув силен глас во небото како зборува: сега дојде спасението, се алудира токму на крстот, сега дојде спасението, и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот помазаник, зашто е отфрлен обвинителот. Значи првен беше исфрлен од небото на земјата, а сега е отфрлен обвинителот, клеветникот на нашите браќа, кој ги клеветеше или обвинуваше пред нашиот Бог ден и ноќ. Најнапред исфрлен, а потоа отфрлен. Од небесниот свет. Веќе на небесниот свет му е јасно дека ѓаволот е клеветник, дека е обвинител, дека намерите не му се чисти. И видовме нели претходно дека откако бил исфрлен на земјата, тој се уште можел да делува на ангелите, на непаднатите. Тоа веќе го прочитаме, не го читаме. Но на крстот се обелодениле неговите лаги. Затоа Откровение 12:12 вели: веселете се небеса и вие кои живеете во нив. Ама, и друго вели: тешко вам кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слезе при вас со голем гнев, знаејќи дека има малку време. Ѓаволот сега е ограничен само тука, на земјата. Затоа вели тешко на земјаните. Тешко на нас. И тешко и заради тоа што знае дека има многу малку време. Зошто? Затоа што сите своји сили ги користи во онаа своја цел што има од старт. И затоа реков, пред нас стои една голема одговорност, голема битка е пред нас. Како што победил Христос, мора и ние да победиме. Затоа што, нели, оној кој што победува, Откровение 3:21 вели: ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Мора да победиме како што Христос победил. Никако поинаку. Како да се добие битката? Ние сме вклучени во таа голема борба. Ние сме последна генерација, ние сме Божи народ, ние веруваме дека сме тие кои што ќе го дочекаме Христа.
Пред нас е голема одговорност, ние мора да го одбраниме Божиот карактер. Наспроти да го изобличиме карактерот на Луцифер. Тоа што Христос го направил во својот живот, тоа сега треба Божјата црква. Но една работа овде битна. Мора да разбереме дека е најтешко да се разоткрие лице, некој, кој што е и измамник, ама во исто време и клеветник. Тоа е неверојатно тешко. Не можете со вакви или такви методи. Контрнапад, да речеме со клевета. Што би постигнале со тоа? Дали воопшто е солуција? Некој вас ве клевети, нешто измислува за вас. Ја и сега вие со иста мера. Што ќе постигнете со тоа? Може сте биле во некоја ситуација. Може сте биле во некоја ситуација во животот. Јас сум бил во многу. Во најдобар случај, ако и вие го клеветите, ќе создадете уште поголема конфузија, поделба меѓу оние другите, нели, неутралните да кажам. Ништо нема да кажете со тоа. А во најлош случај клеветникот може и да освои повеќе симпатија на своја страна од претходно. Или да употребите сила, исто контрапродуктивно. Бидејќи знаете, некако е природно да оние што се неутрални заземат страна на бунтувачот, на оној кој што, нели, ете го сметат како подценет, како послаб, како затоа сега се бунтува, бара некои своји права, знаете, и така натаму. Постои само еден начин, а тоа е начинот кој што и Христос го применил, начинот кој што Бог воопшто го применил во оваа голема борба, за да се разоткрие клеветникот и тоа во најлошо негово можно светло, ќе го разобличите преку правда во своето најдобро можно светло, преку праведен живот. И на тој начин изобличувањето на гревот преку откривањето на правдата е негово разобличување преку откривање на Божиот карактер. Колку повеќе го откривате Божиот карактер, онака како што правил Христос, толку повеќе ќе го гневите него и ќе давате причина да он уште повеќе си го покаже својот карактер. Како велеше оној стих, значи враќате добро на зло, зашто на тој начин ставате оган, како беше, жар на главата на другиот. Значи тоа е начинот. Исус за време на целиот свој живот го правил тоа, буквално наликувал на својот татко. Знаете, денеска се читаше стикот. Филип му вели: Господи, покажи ни го таткото и доста ни е на Христа. А Исус му вели: толку време сум со вас и не ме позна, Филипе? Кој ме видел, мене го видел таткото. Тоаш како велиш ти, покажи ни го таткото. Буквално наликувал на Отецот. Го прикажал во најубави бои неговиот карактер. Целиот негов живот бил всушност тоа. Перфектно прикажување на очевиот карактер и како шлак на торта да дојде, нели, крстот Голготски, каде што, нели, запечатил. Највеличествениот приказ е тоа на Божиот карактер, кој што предизвикал од друга страна ѓаволот да си го покаже своето лице во најлошо можно светло. И тоа било најсилното, нели, сведоштво за ангелите да видат кој е кој. Но, како што реков, постои уште една фаза од ова разобличување. Во иднина ќе треба да се случи повторно разобличување на сатанскиот карактер, повторно на истиот начин, откривајќи ја божествената правда и неговиот карактер. Божиот карактер, но сега неговиот син не е тука, тука сме ние, тука е Божиот народ. Големата борба, 594 страна. Многу убав цитат. Оние што се трудат да ги држат Божите заповеди, оние кои што сакаат и се трудат морално да живеат, ќе бидат замразени и исмевани. Видите, живееме во време кога се велича злото, се велича неморалот, а оние кои што се за морал, за држање на Божите заповеди ќе бидат замразени и исмевани. Тие можат да опстанат само во Бога. И сега внимајте, за да можат да ги издржат искушенијата што ќе дојдат, мора да разберат Божјата волја онака како што е откриена во неговата реч. Мора. Нема или вака или така, мора. И друго,
тие можат Бога да го почитуваат само тогаш, значи. Не вака или така. Само тогаш, ако правилно го сватат неговиот карактер, неговото владење, неговите намери и ако живеат сообразно со нив. Последната голема битка ќе можат да издржат само оние кои своите души ги засилиле со вистините на Библијата. Секој поединец ќе стои пред прашањето дали повеќе ќе го слуша Бога или човек. Решавачкиот час е сега пред врата. Дали нашите нозе се втемелени на карпата на непроменливата Божја реч? Дали сме подготвени цврсто да застанем во одбрана на Божите заповеди и на верата Исусова, или со други зборови во одбрана на неговиот карактер? Значи, цитатот не ни дава повеќе опции. Вели мора и вели само тогаш. Таа последна генерација, тоа последно движење, тој Божи народ е опишан, пророчки прикажан во Откровение 18 глава. Тој четврти ангел. Знаеме дека прва, втора, трета ангелска вест, 14 глава Откровение и четвртиот така наречен ангел во 18 глава Откровение. Меѓутоа тоа не се ангели во буквална смисла, тоа го знаеме, тоа е движење, тоа е народ. Тоа се луѓе што ја носат по раката. Народот ја носи по раката. Откровение 18.1, потоа видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава, од славата на ангелот. Тоа е всушност Божјата слава, а Божјата слава е што? Божјиот карактер. Чи таа последна генерација, тој народ, тоа движење ќе ја осветли целата планета Земја со Божјиот карактер преку нивниот карактер. Затоа ѓаволот ќе збесни, ќе збеснува се повеќе и повеќе, и се повеќе и повеќе си го покажува својот лик. И затоа последните времења ќе бидат тешки за живење. Пред се тешки за Божиот народ. Иако после истекот на времето на милоста и претходно, Бог ќе не огради и ќе имаме заштита. Тоа не го ветел. Значи, во тоа време на неволи, како што никогаш не било Божиот народ, ќе мора да застане цврсто и да го одбрани Божиот карактер, и со тоа ќе го предизвика ѓаволот, како што кажав. Да си го покаже својот карактер до максимум. Исто како на крстот. Голготски. И затоа реков, пред нас е голема одговорност, но и огромна чест, замислите си, да бидете во дел на тој народ кој што ќе го одбрани Божиот карактер. Кој ќе обелодени пред сите на земјата. Небесните светови веќе сватија, меѓутоа овде на земјата, кој е Бог, а кој е ѓаволот? Оти само така може да заврши големата борба. Видите, заклучите дека големата борба започнала околу Божиот карактер, неговото криво представување, но и трае, се одвива околу тоа и така и ќе заврши. Битното прашање е на која страна ние ќе бидеме во таа голема борба. Реков, голема чест, но и голема одговорност е да сме на вистинската страна, ама ако сме на вистинската страна, ветена ни е Божјата сила и не треба од ништо од што да се плашиме. Нека Господ ни помогне во оваа голема борба да издржиме до крај, да се одржиме на вистинската страна, а победата е загарантирана. Знаеме, видовме зошто толку години трае големата борба, за да се покаже ѓаволот во сите своји бои, така да кажем, и на никого да не му остане ниту најмала трунка на сомнеш дека имал нешто право тој во својот бунт и прибелешки што му ги давал на Господа околу неговото владење. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин. Боже и Господе, еве сме пред нова седмица од нашиот живот, нов ден, навлегуваме во првиот ден од седмицата и многу е битно, ако не и најбитно, да Ти бидеш наш пазител, наш заштитник, затоа што колку повеќе, Господи, се трудиме со Твоја помош секако да не ликуваме на Тебе, толку повеќе го гневиме ѓаволот и толку повеќе удари можеме да добиваме, но ако ја имаме Твојата заштита, ништо нема да почувствуваме од тоа. Уште повеќе ќе не направи тие удари силни и вистината уште повеќе посјајно ќе сјае и така ќе можат и мнози на други да ја забележат и да дојдат, како што
Се вели во Откровение 18.1, но и во Исаија 6 глава, првите неколку стиха, каде што кога ќе блесне таа Божја слава преку нас, тогаш ќе дојдат народите, тогаш ќе дојдат и царевите, тогаш ќе дојдат и видни луѓе, ќе бидат осведочени едноставно од тоа силно сведоштво на Божиот карактер. Господи, пред нас е голема одговорност, но и огромна чест. Веруваме дека сме последна генерација и навистина таква чест сакал и Павле, и Петар, и мнозина други великани. Неверојатна чест е пред нас. Потребна ни е Твоја сила, Твоја помош да издржиме до крај и да го одбраниме Твојот карактер. Затоа ни е потребна Твоја помош, Твоја сила и затоа Те молиме и оваа вечер да бидеш постојано покрај нас и да не водиш, затоа што само така сигурно ќе можеме да чекориме. Води ни во нашите животи понатаму. Биди посебно со оние кои што страдаат и патат, да сватат преку тие страдања и патења, да земат учество и дел од Христовите страдања, уште повеќе на тој начин да те сватат Тебе, Господи, Твојата љубов и Твоето страдање и сето она што Ти го направи за нас, за да не спасиш. Помогни им на сите кои што се во неволја и биди со сите нас, а за се Ти благодариме во Христово име. Амин.